Патната инфраструктура во земјава постојано се подобрува. Ова е ставот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Од партијата велат дека во изминатиот период реализирани се низа изградби и реконструкции на патишта кои велес го спојуваат со другите региони во земјава. Меѓу нив велат автопатската делница до Катланово и Скопје Велес, како и експресниот пат Велеш-Штип. Во изминатиот период во Велес и Велешко изградена е реконструирана регионална и локална патна мрежа во должина од 81,5 километри. И за оваа намена инвестирани се рекордни 6 милиона и 730 илјади евра. Никогаш претходно во овој регион не биле изградени толку патишта и не биле вложени толку средства како што е тоа случај во овие последни неколку години. Велешкиот регион кој беше целосно заборавен од поранешните влади, овој изминат период под водство на ВМРО ДПМН повторно е вратен на мапата на региони во кои се инвестира и се гради. Околу 750.000 евра велат од ВМРО ДПМН изнесува реконструкцијата на патот кон Иванковци, а над 600.000 евра се инвестирани за реконструкција на локалниот пат од Велес до селата Раштани и Бузалково. Заврши реконструкцијата на 12-километарската регионална делница градско Росоман-Дреново, која е со вредност од преку 1.330.000 евра. Во изминатиот период се реконструира и патишта до Дреново, Подлес, како и регионалниот пат кај Долни Рид, велат од ВМРО ДПМН. Доизграден е асфалтиран пат до селото Оравец, за што се инвестирани околу 170.000 евра. Исто така изграден е и пат до селото Отовица, преку кој се изврши поврсување на автопат од Велес Скопје со езерото Младост. Претходно градежни зафати со асфалтирање беа изведени на потегот од Башино село до езеро Младост во должина од околу 1,3 километри. Со овие два проекти, кои се во вредност од 145.000 евра, значително е подобрена пристапноста и комуникацијата кон и од овој важен Велес туристички локалитет. Целосно се замени асфалтот на потегот од населбата Тунел до населбата Превалец. Ваквиот принцип на работа, велат од ВМРО ДПМН, е препознатлив за граѓаните и тие уште еднаш ќе дадат поддршка за реализација на низа други инфраструктурни проекти на изборите на 11 декември.